Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Во вечерашното издание на За или Против ќе се осврнеме на една многу значајна тема поврзана со родителството, со предизвиците на патот да се стане родител и сите измени кои што беа направени во последниот месец, кои што се во насока на тоа да им се олесни патот на родителите. Именно наместо досегашните 3 обиди за инвитро оплодување, со новите измени Фондот за здравство ќе покрива 6 инвитро оплодувања, ќе се скрати и време траењето на чекање, па наместо од 3 месеци постапката за одлучување ќе се скрати до максимум 2 недели. Се очекува да се отвори нова банка за репродуктивен материјал на клиниката за гинекологија и за 2 до 3 месеци од сега и клексанот ќе се најде односно ќе може да се зема со рецепта. За сите овие предизвици ќе зборуваме денеска од 2 аспекти, од аспект на потребите на родителите кои што се желни да добијат деца и сте предизвици на патот до станување родител и од друга страна оно што значи законодавниот систем и потребата од законски измени кои што беа донесени за да се стигне до ова место каде што сме сега. Затоа велам добра вечер за претеничката Жаклина Пешевска од редовите на ВМРО ДПМН кој што е поднесител на нова иницијатива за која што ќе зборуваме. Добра вечер. Добра вечер и благодарам на поканата. И Деспина Петровска, кој што е претседател на Сдруженијето до бебе по патот на инвитро. Добра вечер и навистина ви благодарам за поканата. Уште наш благодарност што сте тука вечерва, бидејќи ова е една тема која што за жал голем број на граѓаните се соочуваат со некаков проблем на патот да станат родители. Ако не сме ние, тоа сигурно познаваме некој пар кој што навистина ја води оваа битка. И токму затоа е многу значено ова зголемување од 3 на 6 инвитро оплодувања кои што ќе се поддржани од фондот, но за почетокот би ве прашала вас, госпоѓо Пешевска, што ве мотивираше да ја започнете ова иницијатива, да го предложите законот, вие како претеничка група и како течеа процесите во собранието? Оваа иницијатива, мислам, добро е да се спомене дека не е од сега тргната, туку е долгогодишно барање од страна на семејствата кои што имаат проблем со плодноста. И за среќа оваа влада има слух за проблемите што ги мачат граѓаните и плюс тоа иницијативата всушност претходно во собранието беше поднесена пред неколку години, се одржа една јавна расправа токму за овој проблем. И како влада и претходно како пред изборите како партија, фокусот го ставивме на демографијата и мислам дека еден од неколкуте закони кои што го промовираат решавањето на овој проблем е токму овој со 6 бесплатни инвитро обиди. За жал изгубивме, иако имавме, знаете дека јавните расправи во собрание завршуваат со одредени заклучоци. Прашањето е потоа тие заклучоци колку ќе се имплементираат во закони и колку ќе се имплементираат во животот на граѓаните или во општеството. Тие заклучоци од таа јавна расправа не видоа што се вика видело и се имплементираат токму сега. Мислам дека се изгуби драгоценно време затоа што покрај граѓанските организации доста жени, доста семејства се обраќа до нас и е чест, да речам, и голема одговорност како активен чинител во политиката и во општеството да помогнеме токму на оваа целна група која што не е така мала и според податоците на Светската здравствена организација се повеќе и мажи се мачат или патат од неплодност и затоа сметам дека со здружени сили мислам дека покажавме кога имаме слух за барањата не само на граѓаните, на граѓанските организации кои што се наш партнер цело време во носењето на одлуките. Можам слободно да кажам како претседателка на комисијата за еднакви можности на жените и мажите, која што па ги третира скоро сите проблеми кои што со кои што се соочуваат жените. Навистина е можеби е полесно да можеме да иницираме дали јавни расправи, дали потоа да иницираме од кога ќе биде донесен законот, следење на законот и така натаму.
и можам да искажам со задоволство со мојот тим кој што е многу мал во собранието со оваа комисија. Сите иницијативи буквално што стигнале до сега се пропратени до релевантни институции, до релевантни министерства. Сме добиле одговор од релевантните министерства кога би се решавало проблемот и така натаму. И можам да искажам уште еднаш благодарност до владата што имаше слух за оваа целна група која што навистина треба да допринесеме за подобрување на состојбата со демографијата. Иако е глобален процес, да, Македонија не е имуна на проблемите со демографијата, но ако ни е фокус демографијата, навистина веќе почнавме да ги решаваме проблемите, затоа што на крајот на краиштата без популација немаме развивање на било која област или гранка во општеството. Ние можеме да зборуваме за подобрување или за поквалитетно образование, за поквалитетно здравство, но ако немаме на кого да го примениме, тогаш не сме направиле ништо. Да, но и желбата да се стане родител исто така е многу значајна, особено по патот кој што го одат овие парови, знае да биде доста трлив, знае да биде предизвикувачки и емотивно, меѓутоа и финансиски. Петровско, ова е битка која што долго време едно барање кој што долго време го водите. Се сеќавам, мислам дека исто така некој представник од вашето здружение беше пред можеби 5, 6, 7 години во друг формат гостувавте кај нас и дури тогаш ги актуализиравме, ги зборувавме овие проблеми. Тогаш беше доста навистина емотивно да се слуша со кои предизвици се соочувате и се соочуваат нели паровите кои што сакаат да добијат дете. Меѓутоа ова е голема победа, така може да се наречи, имајќи предвид годините наназад на се што сите битки што сте ги имале институционални, меѓутоа и оние личните битки што сте ги имале. Што значи ова иницијатива, односно конечно зголемување на бројот на инвитро постапки од 3 на 6 и сите останати олеснувања кои што ги обезбеди фондот? Чувството е прекрасно да се види она за кое што сме се бореле. Ете, спомнавте вие 5 години наназад, тоа да се има 6 инвитро обиди на товар на државата е навистина прекрасно и го доживуваме како навистина голема победа. И секако имавме поддршката и од оваа влада и од Унијата на жени на чело со почитуваната Жаклина Пешевска, која што ја користам оваа прилика јавно да им се заблагодарам што навистина ја препозна нашата иницијатива и нашата борба и ги слушна нашите барања и денеска веќе имаме една промена на законот за која што е многу значајна за оние кои што се борат и ќе се борат понатаму за да станат родители, нели? Има и останати олеснувања, ги зборувавме тоа дека ќе се направи и една банка за репродуктивен материјал, дека ќе се намали чекањето, периодот на чекање, бидејќи не е само бројот нели на инвитро оплодување, туку и другите постапки. Што од она што вие го имате како искуство е најголем предизвик, најголем товар и дали можеби некои други барања остануваат што би сакале во периодот да следи, да се разгледаат? Ние мораме да потенцираме дека не застануваме тука, имаме уште неколку барања и уште неколку иницијативи кои што сакаме да ги разговараме, кои што треба да добијат на дебата така наречена. Да, донираниот материјал е една од оние теми на кои што сакаме да дадеме особен акцент. Исто така и криопрезервацијата. Тоа е нели онаа постапка каде што може да се замрзне репродуктивниот материјал со цел да се искористи понатаму во животот од различни причини. Тоа се некои од оние работи кои што сакаме, исто така доста и лекови се кои што не се на позитивната листа, а се користат и во оние времености кои што се по природен пат, но се ризични, бидејќи законот не е променет од 2018 година од кога е донесен, па има неколку работи кои што нели нормално треба да се ревидираат, меѓутоа тоа се неколку работи, лековите, криопрезервацијата, донацијата. Тоа се оние работи кои што би сакале да продолжиме да разговараме на таа тема и нели не застануваме тука, имаме влада која што не слуша, која што заедно соработуваме и која што имаме надеж дека ќе имаме позитивни исходи од целите тие разговори.
Да, господи Пешевска, колку е важно соработката помеѓу оние носители на законите, законодавната власт во случајов, па и извршната власт, со здруженијата на граѓани, со оние форми на здружување кои што во суштина ги пренесуваат реалните барања на граѓаните. Колку е важно, бидејќи знаеме да споменеме дека е потребно да има мост помеѓу граѓанскиот сектор и нели нешто значат носители и спроведувачи на политики, но вака гледаме дека навистина се решава многу значаен животен проблем и предизвик на граѓаните. Јас можам да раскажувам од сопственото искуство. Мислам дека и претходно кажав дека ни се партнери. Во ниеден случај не сум ги чувствувала јас лично и сигурна сум дека и владата не ги чувствува како опоненти, дури и кога биле критичари, остри критичари на одредени состојби во општеството, и сметам дека некогаш критиката е дури и поплодотворна од фалбите. И ако сакаме да најдеме решение на проблемот, тогаш треба да разговараме отворено за секој проблем, а не да го ставаме под тепих. Само така се наоѓа решение. Ја дури ги инициирам кога доаѓаат на средби во собранието. Дури имаме и пример од поединци иницијативи. Имаат пример личен проблем. Ама ако разгледаш во општеството, не е само тој на еден човек проблемот. Обично секогаш има повеќе луѓе со слични, да речам, проблеми. Не само што ги сослушуваме, туку јас ги инициирам затоа што ние имаме прединамичен политички живот и некогаш знаеме да го изгубиме фокусот. Зборам искрено. Треба некогаш, ја им велам, ги инициирам, некој пат и досаѓајте ни, барајте не почесто, за да ни дадете фокус во движењето, во креирањето на политиките и така натаму, затоа што има многу проблеми. Ние навистина наследивме руинирана држава после 7 години штетни политики од СДСМ и ДУИ и не можеме све одеднаш да решиме и некој пат ни треба така малку фокусирање. Мислам дека граѓанските организации и како ни помагаат во тој пат. Никогаш не ги сметам како одреден вид опонент или непријатели, дури и на јавните расправи или настаните што ги организираме како комисија за еднакви можности, кога ќе ме прашаат зашто имало пракса од претходно да не се канат опоненти, ја велам немам такви препреки или пречки во моето функционирање и напротив треба да ги поканите и тие што се буквално и на политичките опоненти, има здруженја нормално, окей, треба да бидат присутни за да имаат искуство, нека споделат и така натаму, ако сакаме да имаме добри решенија во насока на бенефит на граѓаните, тогаш дефинитивно треба сите чинители да ги слушаме. Дефинитивно навистина ценам активноста затоа што тие се не така како пример сега нивното здружение пример работи на одредена тема и ја знае темелно, во детали ја знае. Ја знам површински пример. Сега кога ќе седнеме, јас всушност си го користам моментот да ја учам материјата. Јасно. Така да. Апсолутно. Искуството, особено како што споменавте, темелното познавање на проблематиката со која што се соочуваат во случајов, нели, како што е и називот на вашето здружение, до бебе по патот на инвитро, што покажува праксата, односно ги споменавме претходно пред почетокот на емисијата, изборувавме законите, односно какви закони има Македонија, какво искуството што го имаме ние тука во Македонија, да речеме со регионот или пак малку пошироко во Европа. Колку сме напред, колку сме назад, бидејќи сигурно сум дека сте во контакт со останати истрични здруженија. Вака, ние сме особено ни е чест да кажам дека сме членки на Fertility Europe, тоа е европска организација, и од таму често добиваме тоа се нарекува еден атлас, тоа се информации за која држава како котира според одредени политики и закони кои што ги има. Македонија се наоѓа на едно доста завидно ниво, од последните податоци тоа е на некои 53%, каде што е некоја особена добра оценка, затоа што ние како држава ги имаме доста либерални закони. Тоа вклучува и сурогат, вклучува и донација, вклучува и постхумна репродукција, така да тоа се оние закони кои што се прилично либерални и доста често знаеме да бидеме сведоци на луѓе од регионот да доаѓаат во нашата држава за да може да изведат некои процедури кои што во нивната држава не се дозволени.
и прилично често нели се наоѓаме со позитивни коментари и ова е знак дека можеме се уште да работиме и да бидеме на уште по-добро да речам едно така зелено ниво да бидеме на тој европски атлас со ова промена на законот секако одиме едно ниво погоре во промена на и се доближуваме на оние држави кои што веќе имаат 6 инвитро обиди покрени од државата, така да ова е секако чекор напред да Македонија биде на едно многу добро ниво, на европско ниво да биде, затоа што веруваме дека имаме можност да го постигнеме тоа, а ова е еден чекор напред секако кон тоа. Што откако е донесена иницијативата, ќе имаме 6 инвитро обиди за 6 инвитро процедури за семејствата, што понатаму, каква е состојбата со кажавме дека еве и Деспина кажа дека законите ни се релевантно доста добри ако направиме споредба со регионот, меѓутоа како ќе се следи имплементацијата на оно што е донесено и секако дали сметате дека потребни се уште некои измени за дали да се подобри репродуктивното здравје, дали да се подобри демографијата, како гледате на сето ова како целина? Да, кога говореше Деспина ме потсети дека зошто е уште побитна оваа соработка со граѓанските здруженија, затоа што, пример, јас говорам од неколку аспекти, говорам од како председателка на комисијата за еднакви можности, но пред се говорам како жена и како мајка на 3 деца, која што лесно станала мајка, но слушајќи ги приказните и искуствата на моите пријателки, другарки и обкружени жени кои што и не се толку, да речем, не сме толку блиски, навистина бев мотивирана да се вклучам буквално со целата енергија своја. Кога направивме прес како председателка на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН, тогаш пресот беше поздравен дури од Исланд, од Бугарија, се не знам, подсетете ме од кои све земји, од Fertility Europe се беше поздрав. Колку е битна таа мрежа. Пример, јас немам комуникација со Fertility Europe, као пратење. Јасно. Ама тие имаат и таа иницијатива, мислам дека онака москавично дента се прошири и кога ми стига вестите како кој споделува и кој објавува, навистина ми беше драго. И по нешто да бидеме, да речам, позитивен пример. За Бајлево разговарав со Фондот за здравство, токму за пропратната терапија и така натаму, ви известија дека све се покрива со овие ваучери и дека од кога е донесен законот веќе има реализирано 6 инвитро постапки. Сега за да се следи се уште е многу рано да видиме како ќе се одвива. Многу е скоро, статистикава покажува од тоа што го објави Фондот за здравство дека се зголемуваат барањата. Пример, сега има некоја споредбена анализа од 22 до 24 година и за прво, второ, трето и за четврто дете има зголемување на барањата и голем број се веќе реализирани ваучери. Значи, пример, во 22 ако од 1245 биле поднесени за прво дете, веќе 23-та 1238 некоја намалување, па 1280 во 24-та. Пример, во 22 вкупно биле реализирани 1114, што е добра бројка според мене. Во 23-та 1206, 1193 во 24-та. Нас ни треба само малце време да помине. Пример, ќе ни треба споредбена анализа, пример, во квартали од годината и потоа на годишно ниво, да видиме, и тоа сигурно Фондот за здравство ќе го прави, а ние како, да речам, законодавна власт ја имаме таа, да речам, надзорна функција на собранието, што треба многу почесто да се користи, и обично на важни датуми во, да речем, од светскиот календар, мислам дека некој си 28 кој беше за ден на семејството, да не сгрешам во ред, да не калкулирам. Можеме да направиме јавна расправа за да видиме што направивме, што постигнавме, до каде сме, да побараме анализи, да ги повикаме одговорните, менаџерите, извршните тие директори што се на извршните функции, да дојдат во собрание, да презентираат и да видиме навистина што сме постигнале. Инаку, оваа мерка е всушност мерка за помош на семејствата кои што се на семејствата, многу ја преципираат на жените, ама не е само за жените, туку е помош за семејствата и најчесто се базира на лична одлука. Не можеме ние со сила да кажуваме дека жената мора да раѓа деца.
како истакнат феминист, ама многу повеќе сум реалист од, да речем, од феминист, сметам дека ние треба да работиме како општество и фокус да ни е само економски силна жена е задоволна, исполнета жена и успешна мајка. Воедно, добар пример за семејството, добар пример за своите деца, тие ќе се гордеат со вас ако сте успешна мајка и со толку деца, но ќе сте добар пример и за околината и за општеството. И сметам дека треба да работиме малце повеќе на мерките за економско јакнење на жените, да се ангажираат жените, затоа што статистиките покажуваат дека иако сме повеќе во популација, 51% сме, половина од тие жени не се активни на пазарот на трудот. Ние треба да прочепкаме и во причините зошто не се активни, причините зошто стерилитетот се зголемува кај мажи и кај млади луѓе, што допринесува до тоа, ние и тука треба да работиме како... Да, што мислите во оваа насока, бидејќи на почетокот кажав, ова е проблем со кој што ако не сме се соочиле лично, тој сигурно знаеме некоја блиска приказна која што се соочила со проблемот со неплодност. Причините може да бидат големи по број, меѓутоа може да бидат мали како решлив проблем и поголеми како малку потешко решлив проблем. Што нас дали треба да обрнуваме повеќе внимание на животниот стил, бидејќи алармантно е што се зголемува бројот. Тоа сигурно не е се наследно, не е се нешто што е вродено. Не било наследно стекнато, било затоа што од јавната расправа е така учиме всушност. Да, ова е убаво да се зборува бидејќи проблеми на многу туку било се стекнува. Сега дали на извини што ве прекинав, поставите го прашањето. Не, во таа насока ми е и прашањето, бидејќи понекогаш дури и се без разлика дали се мажи или жени се срамат да зборуваат за овој проблем и кога се срамеме да зборуваме за овој проблем, тогаш не го наоѓаме ни решението. Нема да прашаме, понекогаш лекот е 5 пари, навистина може да биде буквално 5 пари, ама треба да прашаме. Треба и мажите да се еманципираат, ако имаат проблем со неплодност, не е ништо можеби нерешливо, само треба да се отвориме и да видиме кој е проблемот. Извинете што ве прегам, во таа насока ми е прашањето. Каде што треба да направиме како општество? За жал со закон не можеме да го решиме стереотипното однесување и кревање, кога ќе речат ќе го промениме менталитетот. Менталитетот не се менува некој пат со векови. Ама со лични примери се менува. Стереотипното однесување од типот срамота е другите да не знаат, ќе не затвори во еден јавела магепсан круг и не можеме да најдеме решение ако не ни го кажат луѓето. Дали начинот на исхрана, дали стилот на живење, прединамичниот живот, премногуте стресови, премногуте пороци достапни и така натаму, но видете, стилот на живење го диктира економската состојба. Значи, пак се враќаме на она економско јакнење. Ние можеме да говориме, како што кажав и претходно, ама мораме да се фокусираме на причинителите. Ние секогаш ги лечиме последиците. Нели? Пиеме витамини, генерално, пиеме витаминот кога ќе се разболиме. Ама причините биле претходно. Ние требало претходно да пиеме за да немаме последици да не се разболиме. Ние ги решаваме последиците и ни е многу помачно и потешко. Треба посистематски да пристапуваме на проблемите. Јавни дебати, не само јавни дебати во затворени кругови, во мали групи, или ако се да случуваат во мали групи, тогаш треба да се дисперзираат во градовите, дури и во селата. Значи, пример, ако ние кога зборевме, јас, пример, кога сум ја водел унијата, да речам, на жени во ГАЗИВБ, од селата не сум очекувала жените да дојдат, зашто се презафатени и така натаму. Јас сум одела кај нив дома, сум ги прашувала, сме оделе заедно, сме саделе, за да видам со кои проблеми, како им тече еден ден, пример, со земјоделки, па со кои проблеми се соочуваат. И потоа институциите треба, да речам, да направат еден план на активности, можеби фондот за за ова не сум разговарала со фондот за здравство, можеби треба едукативни трибини да се организираат. Да, се согласувам, бидејќи видите и храната која што јадеме и пластичните чини што јадеме, од пластиката до пестицидите, се тоа се хормонални, придонесуваат на хормонални пореметувања. Јас сум зборела и со ендокринолог, кој што и снимавме емисии и правевме прилози, кој што вели дека децата порано ни влегуваат во пубертет. Тоа е све поради храната и хормоните, така да. И се тоа ни влие на хормоните и на долг рок може да игра голема улога кога станува збори за репродуктивното здравје, така ли? Ама како ќе ги заштитиме децата? Имам 3 деца. Јас, бидејќи една ќерка имам, се интересирав зошто
рано влегуваат во пубертет и автоматски рано влегуваат во сексуални односи. Нормално, за ако сакаш да го заштитиш детето, треба да ја разбереш приказната претходно што се случува. И ако слушате гинеколози кои што објаснуваат како созрева девојчето и станува девојка па жена, всушност поради хормоните кои што ги внесува од храната, тие рано влегуваат во пубертет и откако ќе има прв менструален циклус за негде за 2 години од прилика зрела жена и веќе телото е спремно за сексуални односи. Значи тоа природата веќе така тера. Очигледно ни треба поквалитетна храна, пак ќе се вратам на тоа дека поквалитетна храна е поскапа и повеќе чини. Повторно се враќаме на економскиот. И повторно се враќаме на економскиот дел, ама мислам дека и информираноста, недостатокот на информации, многу пати имаме добри закони, добри мерки. Знам дека на терен кога сум одела, пример за донирање на семенски материјал, за донирање на материјал за оплодување, многу луѓе не знаат и сметам дека и тука треба да се фокусираме. На подобро информирање треба да најдеме начин. Дали ќе бидат трибини, дали јавни повици, па ќе се брифираме, да речеме, или регионално низ Македонија ќе се организираат. Се е можно кога се сака. Како да кажам, ние мораме да најдеме начин за да ги запознаеме, затоа што и од ширењето дезинформации некој пат се гради перцепција во општеството која што не е пак точна и вистината. Треба малку повеќе да работиме и на лажните вести и така натаму. Да, голема е работата, особено во овој дел. Деспина, вие сте голема, имате доста голем број на членови. Функционирате, односно можам да видам како функционирате, барем на вашиот Facebook профил, гледам дека функционирате многу и со хуманитарен аспект, си донирате одредени суплементи во текот на бременоста кои што се потребни, си давате и поддршка. На кој начин функционира вашето здружение? Пред се и како гледате на тоа и како здружение да помогнете да се развие свеста и информираноста не само за предизвиците кога станува збор за да речеме инвитро оплодувањето, меѓутоа предизвиците кога станува збор за општото репродуктивно здравје? Да, ние особено на социјалните мрежи имаме голем број следбеници, имаме голем број на членови кои што членуваат во нашето здружение. Еден од начините едноставниот на кој што можеме да им помогнеме е преку помагање едни со други, нели, оние кои што завршиле со процесот или не им се потребни оние лекови, да ги подарат на други членови. Исто така организираме и секој месец кафе средби, тоа се неформални средби каде што покануваме двајца експерти од областа, дали се тоа психолози, нутриционисти, гинеколози, IVF специјалисти, каде што може да дојдат луѓето да си прашаат она што ги интересира, да чујат искуства, да споделат искуства кои што ги имаат. Тоа е со тек на времето стана една група на поддршка каде што луѓето се чувствуваат безбедно да дојдат и да проговорат на оваа тема, нели, бидејќи многу често за оваа тема не се говори во јавноста и морам да кажам дека последните неколку кафе средби многу сме радосни тоа што имаме и мажи кои што доаѓаат со своите жени да присуствуваат на тие кафе средби, затоа што пак машкото репродуктивно здравје е навистина тема за која што воопшто не се уште останува како табу тема, некако се избегнува. Да. Ние сме биле сведоци сега сигурно и вие каде што буквално мажот не ни сака да појде да провери дали можеби проблемот е во него. Да, а овој како да се губи неговата машкост, а во суштина не е губење на машкоста, бидејќи пред малку зборувавме што се влијае од исхраната, од опкружувањето, од стресот, се може да ни влијае на хормоните, едноставно тоа не значи дека сме помалку жени или помалку мажи на крај на денот. Доста често се третира овој проблем како женски проблем и така дури и се комуницира, меѓутоа напротив ова е проблем на мажите и на жените заедно, на парот како заедница, затоа што според од некои одредени статистики европски 30% од мажите се соочуваат со неплодност, 30% од жените и остануваат оние 40% кои што се необјаснати или се идиопатски за објаснување која е всушност причината заради неплодноста. Па така ние преку тие кафе средби и да кажам дознаваме
дека свеста на репродуктивното здравје е на едно незадоволително ниско ниво, што сериозно придонесува и за покачување на случаите за неплодност. И тоа е една област каде што мораме повеќе да работиме, затоа што превенцијата мора да стане приоритет. Лекувањето да е последен чекор и инвитрото не треба да биде прва опција, туку треба да биде последна надеж. Ние, како што ги спомнав покрај онлайн активностите кои што ги организираме и кафе средбите и исто така дополнително одржуваме и предавања на факултети каде што отвараме оваа тема за репродуктивното здравје, каде што ги информираме за одредени теми кои што се одење на гинеколог, што треба да се испита на гинеколог, која е возраста на која што веќе треба да размислуваат за своето репродуктивно здравје во насока на можеби и на криопрезервација на својот репродуктивен материјал. Тоа подразбира замрзнување на замрзнување на јајцеклетки и сперматозоиди, понатака и ембриони, нели, кои што од различни причини, нели, затоа што ние може да се чувствуваме млади и на 45, меѓутоа биолошкиот часовник веќе кажува дека после 36-та година се намалува можноста да се намалува можноста за репродукција. Така да тоа се оние биолошки факти кои што не можеме да ги побиеме, тие се такви какви што се, меѓутоа можеме да направиме некои чекори за да ги превенираме оние работи. Еден од тие е, нели, криопрезервацијата, па така еве ги повикувам и јавните институции или образовните институции да не поканат да одржиме некое информативно предавање. Ние со задоволство ќе дојдеме затоа што веруваме дека тоа е еден од начините да луѓето се спознаат со таа тема, затоа што многу често и гледаме и на кафе средбите и на тогаш кога ги држиме предавањата дека луѓето и за прв пат се среќаваат со овие термини, за прв пат се среќаваат со асистирана репродукција, со инвитро процесот и така натака, па тоа ни е еден начин да ги информираме луѓето, затоа што тоа е уште еден чекор кон превенција на репродуктивното здравје. Пред да направиме кратка пауза за реклами, имам уште едно прашање. Ги споменавте партнерите, односно и машката улога во сето ова, бидејќи најчесто теретот оди на жената, па некако таа ги поминува овие процедури, меѓутоа реалноста е дека ова е проблем на паровите, на семејствата, како што споменавме. Колку е важна поддршката взаемна во партнерите, особено кога се на еден ваков емотивно предизвикувачки пат? Вака, значи како што кажав, нели, ова не е само женски проблем, туку е и машки и женски проблем и доста често сме сведоци на различни приказни кои што поради, например, сведоци сме и на растурање на меѓупартнерски односи заради бидејќи инвитрото самото како процес првенствено она што ја носи е психолошкиот товар за да се добие најчесто прво дете, бидејќи за тоа е најголемата борба, и психолошкиот товар, емотивниот товар се она кое што придонесува за да се растурат меѓупартнерските односи. Исто така морам да го спомнам и финансискиот товар, затоа што тоа е исто една причина од која што луѓето дури се откажуваат можеби од процесот, затоа што како досегашните што беа 3 инвитро обиди, доста луѓе многу брзо ги искористуваат тие ваучери и понатака следното е приватно да си го платат инвитрото, кое што нималку не е скапо. Фондот, нели, покрива одреден дел, меѓутоа од кој ќе се потроши, така да сведоци сме и на растурање на меѓупартнерски односи, сведоци сме и на откажување на желбата за да се остане родител и да се оствари еден пар како родител, затоа што на вистина овој процес носи емоционални, финансиски, психички товар кој што луѓето секојдневно се соочуваат и кој што трае некогаш дури и по 10 години. Ние доста често знаеме да видиме на нашите кафе средби да слушнеме приказни кои што траеле по 10 или 15 години или тоа биле 7 или 10 обиди и тоа е навистина неисцрпувачки процес за да се добие првото дете. Па многу често нели, тука многу е важна и психолошката поддршка, тоа е уште една насока на која сакаме да се насочиме, затоа што навистина е многу битна психолошката поддршка да им се пружи на оние парави, затоа што можеби
За прв пат се соочуваат со тој проблем, се соочуваат како индивидуи, се соочуваат како пар и тоа е уште една препрека низ која што треба да минуваат подолг период и да научат како да комуницираат и да се истрајни во целата процедура. Фала ви за овој прв дел, ќе направиме една кратка пауза за реклами, но се враќаме веднаш во студиото за многу кратко. Се враќаме назад во студиото, зборуваме за патот да се стане родител и предизвиците со кои што се соочуваат паровите кои што се борат со неплодност. Имаме една сериозно добра измена, наместо досегашните 3 обиди за инвитро покриени од страна на фондот, семејствата ќе може да има дури 6 обиди за инвитро оплодување. Госпоѓо Пешевска, дали мислите и дали очекувате овој закон да придонесе во зголемување на наталитетот и генерално поддршката за овој тип на семејства и да им се даде малку поголема надеж? Бидејќи во сета ова приказни надежта е голема, игра клучна улога. Видете сега, повторно се враќаме на тоа дека тоа е лична одлука, но од бројот на побарувања за да има повеќе инвитро бесплатни обиди, се сеќавам на јавната расправа што се случи во собрание. Здруженијата бараа зголемување на бројот на бесплатни обиди, а многу ни беше битно и повторно јас и сега пред да се носи законот имав консултација со Фондот за здравство, но мене лично ме интересираше здравјето на жената, како сето тоа ќе влие, затоа што тоа е како што објаснуваат стручните лица. Ја не сум доктор и не го ни разбирам во детали процесот, но самата припрема, подготовка, терапија што ја примаат жените навистина е буквално револуција прави во женскиот организам и дали е сето тоа здраво. Сите компаративни анализи на таа јавна расправа покажува искуствата од соседството па и од подалечни земји, дека всушност 6 е број некој оптимален и подобен за да жената не се наруши здравјето на инвитро. Нормално, да. Затоа што ние мораме да се грижиме да сочуваме жената здрава. Не можеме да ја сметаме како фабрика за деца во ниеден случај. И мислам дека и на овој закон не е тоа целта. Од бројот па на побарувања што до мене стигнале, а сигурно се многу поголем и до Фондот за здравство и статистиките како што намерно ги прочитав покажуваат дека се повеќе има барање, тоа значи дека се повеќе имаме проблеми во плодноста кај нацијата. Една од овие мерки е да се зголеми наталитетот. Сега во однос на демографијата, претходно се правеа стратегии на 10 години, сега оваа влада ќе прави на 20 години, 2024-2044 година и веќе тоа се изработува, малте не изработена, но сепак е на евалуација. Тоа значи дека вложувањето во демографијата, ако сега почнеме да вложуваме, резултатите нормално би ги виделе после 20 години. Не зборам за инвитрото. За инвитрото тоа се знае, првите години се знае дали ќе има прво дете. Значи ќе имаме за да се крене наталитетот или демографијата и други мерки треба да се вклучат и демографијата како тема како директно вклучена во тимот кој што работеше изборната програма и со партиски тим и со тим како Унија на жени, можам да искажам задоволство што вклучивме странски меѓународни искуства, експерти и од странство и од државата и затоа има низа мерки покрај оваа што е за инвитро, даночни олеснувања и така натаму и буквално мерки за сите целни групи, почнувајќи од млади за сите возрасти до возрастни, до пензионери, до стари лица. Значи ќе ни треба малце време за да даде резултати. Овој закон би требало да даде побрзо, но за наталитетот, за демографијата воопшто, ќе ни треба малце подолго време, затоа што едноставно таков е процесот. Буквално и во развиени и силни економски држави го има дури проблемот, дури повеќе од кај нас. Пак сме некое општество кое што имаме многодетни семејства и така натаму. Она што го спомна Деспина, јас познавам, лично имам пријателка која што
15 години се бореше со стерилитет и за прво дете да доби, и тоа буквално и во странство правеше инвитро постапки. За после 15 години, знам дека ќе се препознае во ова што го кажувам, доби прво дете со инвитро постапка, а потоа доби уште едно или уште две деца по природна постапка, затоа што оној психолошкиот момент кога многу пати говориме треба да се олабават психички за да успее работи така натаму, токму оној психолошки момент она го има доживеано добивајќи го првото дете, се ослободува и потоа веќе природно забременува. И сакам да искажам благодарност за досегашната соработка со вашето здружение до Бебе по патот на инвитро. И некако како преднајава за овој закон беше една наша заедничка активност, бидејќи премиерот Кристијан Мицкоски го најави законот негде на крајот на минатата година, по моје сеќавање. Ние негде за 8 март, пред 8 март, мислам дека имавме заедничка активност. Посетивме на приватна клиника за вештачко оплодување, каде што подаривме цвеќе и поразговаравме со кои проблеми и статистики со кои како се соочуваат. И тогаш имавме заедничка изјава заедно, јас и здружението, и беше некако преднајава за се она што ќе следи. Некако вклучена во сите фази на процесот. Исклучително ми е драго и пресрекна сум што заврши успешно. Така да остануваме на тој пат и да работиме уште поинтензивно за други проблеми, да. А што би им порачале на паровите, имајќи предвид сите овие искуства што ги имате како здружение од приказната дека може да се случи првото дете да го добијат со инвитро, меѓутоа другите деца да ги добијат по природен пат, долгогодишната битка со која што трае со години, психолошкиот момент, желбата не се откажуваат. Која би била вашата генерална порака до сите оние семејства кои што можеби во моментов се соочуваат со битката со неплодност? Нашата порака секогаш се однесува на времето. Тоа е всушност дека не чекаат затоа што времето е најголем непријател на нашата плодност. Ете, да кажам, затоа што биолошкиот часовник не застанува и на сите што се соочуваат со неплодноста им препорачуваме да не се откажуваат, затоа што единствениот начин за да се успее да не се откаже и свесни сме дека борбата е тешка и со сите оние предизвици со кои се соочуваат низ текот на тоа, меѓутоа тоа е еден чекор за да се остварат како родители и она што е најважно е дека не се сами, затоа што тука сме ние како здружение, тука сме ние како индивидуи, да споделиме искуство, да оние кои што веќе го поминале тој пат ги разбираат како е и сакаат да секогаш пораката е дека не се сами и дека постои поддршка, постои надеж и заедно се е полесно, нели? Вашата порака? Пред да поминам на уште една тема, бидејќи сте ми тука, исто така многу важна за семејните односи, меѓутоа вашата порака за покрај времето, упорноста. И јас велам успеал тој што не се откажал. За било што. Навистина исцрпува многу ресурси, што здравствени, што финансиски. И на време да почнат младите да основаат семејства. Кога ќе ги прашам, веќе сум ја да речам во некоја поодмината возраст, не сум престарена, но некоја поодмината возраст веќе за да бидам мајка, иако секогаш постои желбата, дури четврто дете сакав. Но кога ќе разговарам со мојата генерација другари и другарки, кога ќе ги прашам, има доста немажени на женети, тие велат, викам зошто еве пример не се остваривте, не се земавте, немате дечиња, па чекам кариерата да ми се развие, чекам да го решам станбеното прашање. Сега ја им велам, па можеби никогаш нема да се случат тие работи, а вие се оставате без пород. Сега ние пример одлучивме, други приоритети имавме. Ние одлучивме да имаме деца и автоматски кога имаш повеќе деца ти се менуваат приоритетите во животот. Во прво време трите деца ми беа во една соба и зацртавме дека ни треба поголема куќа. И почнуваш да работиш на тој план. Исто и тој одзима план, да речам, 2 децении одзема од нашиот заеднички живот, ама ние успеавме после тоа да имаме поголема куќа. Приоритетот е да бидеме повеќе заедно, да бидеме заедно на одмор, е прединамично, некогаш е напорно и напнато со три деца, затоа што буквално влегувам дома и сите тројца раскажуваат или имаат барања или прашања.
ама пак среќата и задоволството што имаш од многодетно семејство, како влие на развојот на нивниот карактер. Пример, ние сме па 6 деца. Јас сум 600 поред. И јас многу пати се шегувам, ако не земев брзо да јадам од масата, ќе останувам гладна, се шегувам. Тие приказни сме ги слушале од бабите, од дедовците. Приказните, да, ама секогаш кога се многу деца, секогаш имаш многу приказни, да, доживуваш и среќни и тажни моменти, но имаш многу повеќе среќни заеднички моменти, славејќи ги нивните успеси и така натаму. Во исто време, некако како ја велам, и среќата не послужи, не знам, покрај тоа што остваривме да имаме поголем дом, значи сме го решиле стамбеното прашање, во исто време сме имале успешни кариери и јас и сопругот. Значи не изостанало ниту стамбеното прашање, ниту кариерата, ниту на едниот, ниту на другиот, а во исто време успешни родители. Да, малку му е поголемо отсуство од дома, ради целата динамика што имам во политичкиот живот, да, но сепак сме успеале сето тоа да го изменаџираме, значи кога се сака се може. Сигурни дечињата си помагаат меѓу себе бидејќи помагаат, си готват сами, се многу самостојни, можам да се пофалам и благодарност до нив што го поднесуваат моето отсуство секогаш на вистина. Апсолутно, взаемна поддршката од децата за родителите и родителите за децата, особено кога се во фаза кога разбираат што се случува. И сега на крај остави уште едно прашање кој што дефинитивно заслужува внимание, тоа се измените кои што треба да следуваат на кривичниот законник, а се однесуваат на семејното насилство. Она што е предвидено е дека сега веќе семејното насилство ќе се гони по службена должност, а нема да се очекува, нема да биде случајот како што беше до сега, да само жртвата доколку го пријави насилството, тогаш ќе се постапува по истото. Зошто се случува ова? Јас го поздравувам, бидејќи сум ги работела овие теми, знам колку е предизвикувачки и да се од аспект на жртвата, меѓутоа и предизвиците кои што се наоѓаат по патот да се оствари правдата. Која беше, како вие гледавте потребата за овие измени, што очекувате да донесе овие измени во законот? Ако анализираме емисијава, сваќаме дека оваа влада ги решава едни од најгорливите проблеми кои што со децении не се решаваат. Има превземано, да речем, одредени измени на закони и така натаму, но вака драстични, да речам, чекори со кои што ќе се решаваат проблемите не биле превземани, зашто јас сум 9 години во собранието и знам како следеле измените на одредени закони. Пример, законот за инвитро, за биоподпомогнато оплодување, од 2008 нема ни една измена. Сега оваа прва измена и е толку голема. За насилство. За насилство ми е втората јавна расправа што ја организирав како претседателка на Комисијата за еднакви можности. Првата јавна расправа беше за породилно отсуство на жени земјоделки, што е исто така многу горлив проблем и се работи на тој проблем се уште. За насилство, ако ги разгледаме причините, пак почнуваме од причините. Многу ме интересираше кои се причините за зголеменото насилство, затоа што пример еве извештајот на Министерството за внатрешни работи, намерно ги земав тие материјали за да бидам поверодостојна во искажувањето. Ако ги разгледате извештаите од Министерството за внатрешни работи, да, тие велат дека има зголемен број на пријавувања, има зголемен број на насилство, но мене ме интересира причините, пример. Има поголем број е на мажите насилници од жените, но има и во последно време имаме, не и во последно и претходно имало, само што не се пријавувало, така е. Имало жени насилници, да. И пример еве само чисто за илустрација само. Кои се причините и сега под какво дејство се направени? Алкохол, дрога, расстройство. Пример за алкохол, само да видам за која година за да не манипулирам со јавноста. За периодот од јануари-септември 24 година. Пример, алкохол било 67 сторители, дрога 7 сторители, ама расстройство 179. Ние треба тука да се фокусираме според мене. Што допринесува до расстройство, зашто многу показатели, индици може да се извлечат од овие извештаи. Дали сиромаштијата, дали достапноста на пороците, дали можеби да, ние го прифаќаме модерното живење на семејствата, но тоа значи дека родителите имаат помалку време за своите деца. Дали на крајот на денот ги прашуваат како и со кого го поминале
денот, зашто ја познавам семејства дечиња кои што буквално родителите не знаат што прават Па и низ денот. сите оние дигитални помагала, телефоните, повеќе сме Достапноста на повеќе, информации и на секакви содржини, јас гледам преку моите деца и разговараме отворено. Се надевам дека све ми кажуваат за да можеме да најдеме решение на проблемите. Во однос и ова го презентиравме и го зборевме и лично со министрите и за правда и за внатрешни работи како директни извршители на овие имплементатори, да речам, на законите. И уште ние тогаш разговаравме, но гонење по службена должност е всушност барање со години наназад. И пред неколку години кога го изменивме кривичниот законник, зашто можам слободно да кажам, иако бевме во опозиција, најголема заслуга имавме пратеничките од ВМРО ДПМН, затоа што буквално, иако беше министерот од опозиција, од СДСМ, буквално седнавме, разговаравме и тогаш ги имплементиравме, односно тој ги прифати што кривичниот законник се спрема со години. Не знам дали ја знаете историјата, и СДСМ многу го најавуваше никако да го донесе. И немаше расположение и тогаш ние кога баравме да се имплементираат сите закони кои што беа, да речем, на некој начин усогласување со Истанбулската конвенција, нас ни беше целта да го ставиме насилството под контрола во државата. Не можеме да го искорениме целосно, но можеме да го ставиме под контрола. И тогаш разговаравме и издействувавме само амандманите за насилството тогаш да се стават, да се изгласаат во кривичниот законник, и можам да кажам дека постигнавме одличен успех и тогаш се усогласи текстот на кривичниот законник, како што кажав, со Истанбулската конвенција, но што беше битно, што се измени во однос на половиот напад и силувањето, го дефиниравме психичкото насилство, го инкриминиравме демнењето и сексуалното вознемерување. И сметам, кога говорев во онаа кампања 16 дена активизам против насилство, говорев многу на тема за меѓуврсничко насилство и за сајбер насилство, кое што најчесто се мета младите. На оваа тема можам да кажам дека од контактите и на терен и со граѓани и со институции мора да работиме на препознавањето на насилството. Имаме средини, можеби рурални, но има и високо едуцирани жени кои што и финансиски добро ситуирани, кои што трпат насилство. Има жени кои што велат, па малку ме потчукна и го сметат, значи малку ме потчукна е сметање за нормално, а воопшто не е нормално. Значи препознавањето, потоа пријавувањето, затоа што најголем проблем беше да се пријави поради јавен линч, поради срамот од околината, од комшиите, па се трпи поради децата и така натаму. Од кога ќе се пријави, потоа треба да се истера цела постапка и процедура до судска одлука. Тие, бидејќи траеше предолго, всушност се откажуваа жените и најчесто имавме на еден вид ревиктимизација, односно враќање на жртвата во средината насилна. Ние сега сметам дека од тие јавни расправи излегува некои заклучоци дека треба да работиме пак и со насилниците, зашто најчесто биле жртви на насилство во своето детство. Сведочеле насилство или трпеле насилство. Така, и треба да работиме, не да ги линчуваме, да ги осудиме, но треба да работиме на ресоциализација нивна, затоа што ако гледаме дека бројот на фемициди расте, а во Прилеп случајот покажа дека жртви не се само жени, туку се маши и детенце, тоа беше навистина травматично последниот случај. Сметам дека треба навистина да работиме не само на кревање на јавната свест, затоа што кревањето на јавната свест е многу подолготраен процес, отколку вакви оперативни, ја велам, директни одлуки со гонење по службена должност. Тоа кои што на долг рок би ја промениле и јавната свест? Па би ја промениле, значи, затоа што сигурно ќе се запраша насилникот, ако може било кој што ќе помине, ќе го види, ќе посведочи на насилството, да го се пријави, мислам дека ќе се подзамисли дали во иднина ќе го прави тоа, и повторно треба да се вратиме на оние пороци или причини, да речам, што и ги идентификуваат извештаите во министерствата и во институциите. Има многу работи, ново што да се работи. Ние сме тука како медиумисија, којаш ако ви треба поддршка, особено за вакви значајни теми. Ви благодарам на двете за вечерашното гостување. Ви благодарам и на вас.
Почитувани, тоа беше вечерашното издание на За или Против. Донесовме многу значајни одговори, особено во делот на семејствата, паровите кои што се борат со неплодност, меѓутоа и последнава информација во врска со семејното насилство и тоа како е значајна и ќе влие на подобрување на генералното обкружување и действување во општеството. Ви благодарам што бевте со нас, ве поздравувам и се гледаме утре.